Да, добро дојдовте назад, утринска програма Добро утро секое утро. Се грижиме за сите оние што се погодени од коронавирусот, а во ова време невреме посебно за загрижените мајки, за нивните новороденчиња и секако за родилките. Токму за оваа тема ќе позборуваме со доктор Душко Фидановски од Аџибадем Систина. Добро утро и за вас, докторе. Добро утро до вас и до сите што не слушаат во овој момент. Да. Грижа за новороденчињата и мајките во време на коронавирусите, како да се заштитат бремените жени за старт? Може да се каже дека според искуствата од досегашната трајање на епидемијата во светот, повеќе искуствата се најмногу се од Кина, сега веќе почнуваат и од Италија да пристигнуваат првите известувања дека никој не е поштеден, заштитен од можната инфекција со коронавирусот, така да во таа група спаѓаат и бремените жени, затоа всушност и постојат превземање, првите мерки кои се превземаа за нивна заштита на тие категории кои се по-осетливи, меѓу кои хроничните болни, болните со намален имунитет, тука се и бремените жени. Така да оваа мерка која што е препорачана всушност представува најдобрата заштита, иако се смета дека во текот на бременоста сепак осетливоста на бремената жена заради состојбата на имунолошкиот систем во тој момент сепак може би е на нешто повисоко ниво отколку кај другите луѓе. Овие сознанија укажуваат дека можеби бремените жени сепак спаѓаат во категоријата не многу ризична, односно помалку ризична отколку некои други состојби како што се хронични заболувања. Да, зборувавме за тоа дека хроничните болни исто така не треба да престануваат со нивната редовна терапија, посебно во ова време на коронавирусот. Грижата за новороденчињата, исто така имавме и мајки загрижени за своите новородени дечиња, па ете како тие да се справат во ова време? До сега нема докажана така наречена вертикална трансмисија на вирусот, значи преминување на вирусот од болната бремена жена на новороденото, така да случаите кои што се опишани на родилки кои што се ковид позитивни и кои што имаат клиничка слика на коронавирусна инфекција, кај децата новородените се тестирани и кај ниту еден случај не е докажано дека го има коронавирусот, односно дека е можна таа вертикална трансмисија до сега. Меѓутоа, студиите кои до сега се излезени покажуваат дека сепак не треба да се исклучи и таквата можност. Новородените кои што се заболени од коронавирус, има новородени кои што се позитивни и доенчиња во текот на првата година. Најмалата возраст на која што е докажан COVID-19 позитивен тест е новородено со возраст од 30 на часа. Меѓутоа сите тие се случаи кои што после раѓањето заради контактот со особа која што била COVID позитивна пред се мајката дошло до трансмисија на вирусот. Значи немаме вертикална трансмисија на вирусот во текот на бременоста. Се уште не е јасно колку вирусот се излачува во мајчиното млеко. Има некои сознанија дека можеби во период на инкубација додека е бремената жена може вирусот да оди, да се елиминира преку млекото, така да затоа и не се препорачува доколку се работи за мајка која што е COVID позитивна и дои да не го дава млекото на новороденото додека незиниот статус не се нормализира, односно додека не се негативизира. Иако знаеме какви се предностите и каков тип на храна е мајчиното млеко, меѓутоа во овие случаи барем досега со досегашните сознанија сепак се препорачува да во еден краток временски период доењето се одложи, а да млекото се исфрла и дури да се евентуално користи во земји каде што има банки на мајчино млеко, да се користи млеко од донор, меѓутоа кое што е претходно тестирано на COVID-19, токму од оваа причина дека е можна трансмисија на вирусот и во мајчиното млеко. Да.
Ете, затоа што имавме постојано прашање и недоумици во однос баш за ова прашање, дали во време на коронавируса, посебно веќе кои родиле, дали мајчиното млеко се состои или самиот коронавирус, ете веќе ни одговоривте дека да го одложат доењето, барем додека не се излечат од коронавирусот. А какви компликации може да предизвика вирусот и кои деца се најизложени на поголем ризик? Значи, од досегашното трајање на епидемијата и случаите кои што се реферирани, повторно ќе ги спомнам студиите од Кина и од Италија, бидејќи таму е најголемиот број на случаи, таму и почна на светско ниво во Кина, а потоа во Европа, меѓу првите земји кои што беше зафатена беше Италија. Значи, реферираат една од карактеристиките на ова заболување е дека помал број на случаи на коронавирус се детектирани кај од детската популација. Некаде околу 2% од заболените, вкупно заболените, односно оние кои што се докажани со COVID-19 позитивни, спаѓаат во групата на деца, детска популација, значи од 0 до 18 годишна возраст, што е навистина занемарливо мал број. Меѓутоа тоа не значи дека децата не се осетливи и дека не може да го добијат коронавирусот. Втората работа е дека клиничката слика кај во детската популација над 90% случаи, значи 95% на случаи се асимптоматски, со многу блага клиничка слика на некоја лесна настинка или со умерена клиничка слика. Значи некаде околу 2 до 3%, зборувам за детската популација, до 5% се тешки критични болни, за разлика од возрастните каде критично болни и тешко болни се некаде околу 18%. Тоа е карактеристиката по однос на децата, меѓутоа треба да се знае дека доколку пациентот се разболе, се работи за педиатриски пациент, колку е помала возраста, толку потешка е клиничката манифестација на болеста. Значи најтешките случаи на коронавирусна инфекција со тешки пневмонии, со тешка септична состојба се опишуваат кај деца под 1 година. Значи колку е помала возраста, од толку потешка форма може да се појави болест кај децата. Да, ова значи, доктора... Што е обратно од колку кај возрастните. Знаеме дека најтешко болните и тие кои што имаат највисока смртност се пациенти над 70 и 80 годишна возраст. Да. Тоа значи, според кажаното ваше мислење стручно, дека бебињата се најризични всушност или за туку-што родените деца исто така спаѓаат во ризична категорија? Како тие да се заштитат? Најризични, бидејќи доколку кај нив, ако се појави болеста, може да се манифестира во потешка форма отколку кај поголемите деца. Колку е детето поголемо, заболувањето, според извештаите што ги имаме до сега, според сознанијата што до сега ги имаме, значи како се зголемува возраста на детето, така бројот на случаите кои што се критични и тешко болни е помал. Да, ете за повозрастните дечиња, како тие да се заштитат? Можеби со добар имунитет ќе се заштитат од останатите вируси, а и нели овој сегашниот коронавирус? Па изложеноста, зошто помал процент на случаи има кај децата, има многу различни теории од тоа дека се помалку изложени на патување, на контакти, на комуникација отколку возрастните, па преку сознанијата дека можеби рецепторот кој го прифаќа коронавирусот во организмот, тоа се така наречените AC2 рецептори, се помалку матурни, односно неразвиени во детската возраст и затоа вирусот помалку се зафаќа од детскиот организам. Понатаму преку спецификите на детскиот имунитет, кој што е различен од имунитетот кај возрастните, тој вроден, неспецифичен имунитет е многу подобро развиен кај децата отколку што е кај возрастните, за разлика од хуморалниот или специфичниот стекнатиот имунитет кој е поинаков кај возрастната патологија. Па преку сознанијата дека можеби заради тоа што децата се повеќе изложени на респираторни вируси, кои се слични на короната, се создаваат противтела кои што делуваат и против коронавирусот, можеби и ја намалуваат тежината на клиничката слика. Така да сето ова оди во прилог на тоа што го кажав дека помал процент на пациенти се во детската популација и клиничката слика е во многу поблага форма. Однос на заштитата
Секако сите оние мерки на заштита кои се препорачуваат и за нас возрастните, значи останување повеќе дома, избегнување на групирање, односно престојување во затворени простори каде што има повеќе луѓе. Одржување на хигиената е многу битна, бидејќи посебно децата, помалите деца, кои што не можат да носат маска, кај нив особено е многу битна хигиената на оралната празнина, значи редовно миење на зъбите е особено битно во детската популација, стекнување на навиките дури од најмалата возраст, овдека сега доаѓа до израз тоа во овој период на епидемијата. Миењето на рацете според препораките кои што се дадени и особено обрнување на големо внимание на редовното чистење во домашни услови и миење на играчките со кои што децата стапуваат во контакт со користење дури на дезинфициенци кои се на база на алкохол или на хлорхексидин. Поднос на исхраната, секако е битна многу исхраната. Тоа е една балансирана исхрана која препорачува секој педијатар, кој посебно треба да се обрне внимание сега во овој период и за возрастните, па посебно за децата. Примањето на витаминската терапија, било кој мултивитамински препарат и особено битен, кој што многу често се спомнуваше и порано, меѓутоа сега повторно се враќа на голема врата употребата на Д-витаминот, кој што има огромна улога во создавањето на имунитетот и на неспецифичниот, меѓутоа и на специфичниот имунитет, така да доколку се препораките за користење на Д-витамин за децата над година дена во текот на зимскиот, само во зимските месеци сега, посебно кога се на сила овие мерки за изолација и за седење дома и неизложеност на надворешна средина, да тој период зимски се продолжи, барем додека че употребата на Д-витаминот, профилаксата со Д-витамин да се продолжи можеби за уште еден месец, два повеќе од колку што е тоа вообичаено препорачливо. Така да улогата негова е навистина многу битна и уште нешто би напомнал, во текот посебно на првите месеци или во првата година примање на сите задолжителни вакцини, не одложување на вакцините кои што се препорачани, одложувањето на процесот на имунизација може да дојде во предвид само за школските деца, меѓутоа за децата кои што не се школски, посебно за децата во текот на првата година, давам апел до родителите редовно да ги однесат да ги вакцинираат во амбулантите каде што е тоа предвидено. Посебно можеби секако информациите се дојдени и до јавноста поврзаноста на создавањето на имунитетот против коронавирусот и БСЖ вакцината против туберкулоза која што е задолжителна кај нас, посебно обрнување внимание на оваа вакцина, бидејќи излегуваат се повеќе студии со знанија дека давањето на БСЖ вакцината го подигнува имунитетот не само против туберкулозата, него и против други вирусни инфекции, меѓу кои можеби и према короната, односно COVID-19. Да, и уште едно прашање за вас, докторе, како за крај на овој денешен наш разговор. Еден убав совет до сите оние бремени жени, затоа што ја имаат една од најубавите улоги во животот пред нив е да станат мајки, нели? Уште една грижа за нив, затоа што навистина се загрижани за своето и за здравјето на своето новороденче, па еден убав стручен совет, што тие треба да направат? Што посебно за нив како грижа и како совет? Само да ги почитуваат препораките кои што се веќе дадени од здравствените работници, од Министерството за здравство, од Институтот за јавно здравје и од другите релевантни институции во нашата земја. Придржување само и нема да има никаков проблем. Треба да бидат смирени, опуштени, бидејќи ги очекува нешто, еден од најубавите моменти во животот, а тоа е добивањето на детето. За сега, значи, некој голем ризик, доколку се почитуваат препораките, навистина нема за бремените жени, доколку и се случи такво нешто, постојат начини, постојат решенија и овој податок што го кажав дека не треба да бидат загрижени и доколку се случи најцрното сценарио да речеме го добијат вирусот, до сега барем нема докажан случај на вертикална трансмисија, односно на пренесување на вирусот на новороденото.
Да, ви благодариме за вашите убави стручни совети. Докторе Душко Фидановски, педијатар и неонатолог од клиниката Аџибадем Систина. Благодарам уште еднаш што се озвавте на нашата покана. Ви посакувам пријатен и убав мирен работен ден. Ви благодариме уште еднаш докторот Душко Фидановски од клиниката Аџибадем Систина. Ги слушнавте советите кои имаше да ви ги каже до сите вас и верувам дека одгатнавме многу и совети и начини како да си го заштитите вашето здравје.